Токму тие кои се своевидни фаворити зборуваат за проекти, то за реални проекти што има шанса да се случат, сите останати пробуваат да направат да кажеме некаков пресврт, да кажеме во кампањата, со тоа што или го оцрнуваат кандидатот, или оцрнуваат политичката партија, коалицијата или било кој тој кандидат го застапува, или пак даваат нереални ветувања. Праксата покажала дека многу кандидати, иако изработиле многу, ударните, да кажеме, ветувања кои ги имале, ги немаат. И сега доколку повторно бараат мандат од гласачите, имате еден реален проблем, каде што некој ќе му префрли токму за тоа. А тоа што лидерите се вклучени и самите политички партии во локалната кампања... Тоа беше следното прашање, што лидерите, фокусот некогаш можеби повеќе се става токму на лидерите отколку на кандидатите. Според мене мислам дека уште детска болест која ние имаме како општество, но да не забораваме една работа. Ние како општество ја немаме довршено или ја немаме финиширано децентрализацијата. Децентрализацијата и во превземањето на ингеренции на самите општини, но и децентрализацијата во прибирање на даноци. Ние се уште имаме општини, приградски на Скопје, кои упорно бараат државата нешто да им изгради. Дали е канализација, дали е водовод, дали е пат, а пример имаат, собираат данок на имот 2%, 3%, 5%, што е нивен хендикеп. Тие треба да се организираат, тие треба да изградат систем и да наплатат.